6 čaši svež šveps. 6 čaši svež šveps. 6 čaši svež šveps. 6 čaši svež šveps. Дали изговорот во македонскиот јазик е тежок? Мислам дека ова прашање не може да се одговори објективно. Тоа е затоа што зависи кој ви е мајчин јазик, доколку зборувате јазик чија фонетика е блиска до македонската, можеби немате некој проблем да ги изговарате македонските букви, македонските гласови. Јас пред некое време, например, слушнав за еден јазик што се зборува на југот на Индија, се нарекува Малајалам, и кога го слушнав тој јазик, си реков нема шанси ова јас да го научам, ова да го изговорам, затоа што гласовите ми се толку непознати, не сум слушнала ништо такво порано. Објективно можеме да кажеме дека е нешто тешко, ако дури и децата што го зборуваат тој јазик како мајчин јазик, прават грешки. Тоа ни е показател дека навистина е тешко. Во македонскиот јазик, она што се случува е малите деца, обично многу мали деца во Македонија, кога растат, го зборуваат јазикот, го учат јазикот, не можат да ја изговорат буквата Р. Не можат да ја изговорат буквата Р. И тоа е затоа што овој глас е навистина тежок. Навистина е еден од потешките гласови во изговорот на македонскиот јазик и се изговара така што гласните жици вибрираат, се изговара со местење на јазикот зад горните предни заби и се изговара со врвот на јазикот, Р. Она што е најтешко, можеби, е кога Р ќе се најде помеѓу согласки. Тоа е доста често на македонски и го среќаваме овој случај во зборовите како црква, крв, крст, прст, прв. Сепак, иако во македонскиот јазик буквата Р е многу честа, воопшто не треба да биде фрустрирачки доколку не можете да ја изговорите. Она што се случува кај децата, например, е тоа што по некое време со вежбање, со зборување, со поправање, кога возрастните ги поправаат, тие успеваат да изговорат буквата Р. Така што има, да речеме, 3 чекори. Постои чекор број 1, слушање, многу слушање, како што е примерот со децата, чии мајчин јазик е македонскиот, тие многу го слушаат јазикот. Понатаму зборување, дури ако правиме грешки, мора да зборуваме. И третиот чекор би бил поправање. Би било добро некој да може да ве поправи, да ве насочи, да ви помогне, да ви објасни. Г, г, г. Геврек, геврек. Гезве, гезве. Ѓорѓија, Ѓорѓија. Ѓорѓија, Ѓорѓија, први бекрија. К, к. Куќа, куќа. Ќе ќутам, ќе ќутам. Дз, дз. Звезда, звезда. Звони, звони.